Општините и понатаму се заложници на државата и покрај сите проблеми, забавениот развој и се поголемите проблеми, толку зборуваната фискална децентрализација се уште не се случува. Станува збор за клучниот проблем, односно повратот на ДДВ од страна на државата кон општините, кој таа засега никако не сека да се случи. Во моментов, по овој основ од 18% ДДВ, општините добиваат незначителен дел, односно едва и околу 1%. Вториот столб е фискалната децентрализација, односно паралелно со институциите, да ги зголемиме финансиските средства кои што ќе ги добиваат самите општини. Во тој втор столб се уште го анализираме, бидејќи тоа сепак не зависи само од Министерството за локална самоуправа, туку тоа е пред се работа на Министерството за финансии, кои фискални импликации ќе ги има зголемувањето на финансиските средства кон општините, и во таа фаза се уште го работиме документот. Една од општините која новие пари одамна инсистира е и Пробиштип, зашто малиот повратен процент од данокот на додадена вредност неправедно руши многу планови и на општината и на граѓаните. Имаше еден предлог каде што требаше ДДВ-то да биде поделено на сите општини по 3 милиони денари и по однос на повеќе параметри за секоја општина, со оглед на колку таа општина е урбана, со оглед на тоа дека има поголем број на жители да добиваат поголеми средства. Конкретно за општина Пробиштип, оваквата мерка доколку се спроведе до 2020 година, многу би значила, бидејќи ние на годишно ниво општина Пробиштип добива 24 милиони денари повраток на ДДВ. Дека законот за фискална децентрализација мора итно да се донесе и дека тие пари за општините значат многу, се согласуваат и останатите градоначалници. Повисокиот трансфер на средства од повисоко ниво на власт постап на ДДВ за општините ќе значи поголеми приходи во општинскиот буџет, што од друга страна согласно фискалното правило за поголеми приходи значи и можности за повисок буџет и истовремено поголем износ на капитални инвестиции на расходната страна од буџетот за соодветната фискална година. Ке се измени ли нешто е крајно нејасно, но работа со ваква финансиска неизвестност добро не носи на никој. Општините и понатаму за својот развој ќе треба да чекаат на ред кај државата.